Почитувани гледачи, добро вечер. Повторно сте на истата и би рекол вистинската фреквенција на емисијата по потрага по вистински збор на вистинската Вистел телевизија. Како ретко кога друг пат вечерва имам навистина ретка и исклучителна прилика да разговарам со еден автор, еден човек кој што обично тој разговара со другите. Да не должам, тоа е доајенот на македонското новинарство, Свето Стаменов, кого често го слушате преку Радио Брановите, односно позната е веќе онаа реченица пред микрофонот е Свето Стаменов. Сега пред нашиот микрофон е Свето Стаменов. Свето, ви посакувам добре дојде во нашата емисија. Добре најдов и добро вечер. И веднаш да кажам, знам дека нема да им биде тешко да разговарам со човек што разговара со другите, баш кај што е и новинар и публицист. Па некако би сакал оваа емисија, бидејќи е портрет емисија за тебе и за твоето творештво, да започнеме од твоето родно Кратово. Пред малку ми кажа дека ти таму само си се родил, не си живеел, бидејќи твоите родители биле учители. Но сепак, во твојата лична карта, во твоите документи пишува дека си од таму. Па да, пишува село Шопско Рударе, таму сум роден, 60-та година. Моите били учители во тоа училиште таму и сум баш роден во училишната зграда. Меѓутоа, таму сум бил само 2 години, потоа моите се по тоа време, знаете како било, партијата и наредби да одиш таму, дојдеш ваму. Да. И од таму каде следна дестинација? Една година во Куманово, па во Драгоманце и потоа во Џумелија, се поново Лозово. Лозово, така. Таму заврши во Смолетка, 8 оделение и потоа се преселивме во Скопје. Тука завршив гимназија Цветан Димов и на 17 и по 18 години замина во Белград. Ќе говориме и за Белград, но сепак до 8 оделение си бил во тој, би рекол, Кратовско, Штипско, Кумановски регион. Кој место посебно го памтиш? Најверојатно најмногу Џумаилија. Па да, Џумаилија, да. Таму одраснав, таму одраснав. Тоа ми помина детството буквално, до 14-та година. Дали тогаш размислуваше, дали предпоставуваше, па хајде да кажем и дали сонуваше дека ќе бидеш новинар? Не. Не. Што сакаше кога беше мал? Што сакав? Не знам ја што сакав, меѓутоа една работа Обично деца сака бидат пилоти, фудбалери, учители. Ништо од тоа, едноставно детството го поминав играјќи се секој ден германци и партизани. Се така. И оно што ми остана во осеќавање, најверојатно и таа љубов према книгите, домашната библиотека татко ми што имаше. Така. Побиче чуваше во едно мало собиче и нонстоп ги преведува книгите. По мое. Аха. Ова книга, значи прва... Не ти се допаѓаше? Не, него има некоја своја филозофија, или не знам како, дали ги реде по големина, па по дебелина, па после кој научи па по азбучен ред. И сакаше некој татко ми купи овие, тоа што тоа време имаше некои лепенки, кој се што библиотеките, книгите. Да. И на секоја книга сте бројче. И ти ги подреди по броеви. И сакав, нека така научам математика. Да. Тоа мислам што памтам од тоа детство од Џумелија, ништо посебно. Ама верувам дека и си ги читал некои од тие книги. Не сите. Па да. Не сите, меѓутоа татко ми бидејќи предаваше македонски и српски тоа време. Така. И најмногу книгите беа од литературата, книжевноста. Така. И потоа доаѓаш во Скопје? Потоа во Скопје во гимназијата Цветан Димов. Тука бев буквално дете од село, како пообичаен. Да, од натрешноста. Од натрешноста. Дојденче. Имав и таа несреќа што целиот клас буквално беа преселени од, дали беше Живко Брековски, ми текна кој училиште од Бутел. Од Бутел, да. Да, бидејќи таму имаше руска паралелка. А јас во Смолетка учев руски јазик, така да ние два тројца странци што се вика упаднавме во тоа гнездо и сега требаше да се снајдеш. И нормално тие комплекси, тие од село, ние градските деца ово, она. Треба цело време да се докажуваш. Да те признаат. Да те признаат, ако не друго, да станеш равноправен. Равноправен со нив, тоа е тоа.
Може би и тоа нешто влечеше да у Скопје се задржам само 4 години. И 78 година отидов за Белград. Вака сега, ајде за Белград. Одлуката за да се студира во Белград, тоа беше твоја лична одлука или одлука на родителите? Не, тоа беше моја лична одлука и желба. Добро. И тоа тргна онака без везе. Во трета година правиме муабет, ние средношколците у тоа време, кој каде киде, што киде. Така. Што ќе студира. Да. Јас треснав политички науки. Сега, имав желба да студирам у Лјубљана, не знам зашто. Меѓутоа, мајка ми, полусрбинка, србинка, така. не може да е полусрбинка, така. ти можеш само до Белград. Аха. И така, отидов горе до тоа време полагавме приемни испити ние од другите републики, поминав тоа и се сеќавам баш добро на 15 октомври 78 година. Мајка ми подиде на кредит од Сопанска банка, ми купи црвен куфер и црвена ташна. И со друштвото ми испратија со автобус експрес Ниш. Така. Ми наброи не знам колку пари тоа, милиони беа тогаш нешто, па нешто некоја инфлација имаше. Да, така ги викаха милиони. На станица ми ги наброи и ме рече слушај бе, вика, ја не знам, не можеш да контролирам. Што сакаш пред Белград? Само немој се дрогираш и на 1 јули да го видам индексот. Дека си дал година, ако не си дал година, убава задача. За тебе нема ни Скопје факултет, ни Приштина нема факултет. Не кидеш со овие комшиите, пошто ја живеев у Стајковци, да мешаш бетон. Така. И ја буквално се живо правев у Белград. Меѓутоа, а мораш и да студираш, да учиш. Меѓутоа студирав. Сакав некев. Па не, еден па два факултета завршив. Тоа е интересно што во твојата биографија прочитав дека имаш завршено 2 факултета. Едно е факултет политички науки, општа политикологија, да. А другиот? Другиот е новинарство. Новинарство со кое не мислев никога да се бавам во животот, али испадам да бидам новинар. И потоа упишав постдипломски на политички науки, дадов се сите испити, успеа магистерски на крај. И меѓу време упишав и постдипломски на правен факултет во Белград и тоа кај светскиот бард Јован Ѓорѓевиќ. Кај Ѓорѓевиќ. И стигнав до тезите до тоа време беше многу популарен Пасок. Така, да. Прв пат победи во Грција, грчкото движење Пасок, да. Социјализам во Грција, она и мојот ментор Бранко Прибичевиќ. И тој беше познат. Да, ми вика Свето, вика е многу сакав еврокомунизмот, тоа време беше еврокомунизмот така. У мода и така. Да кажеме Енрико Берлингуер, Ла Пасионарија, Жорж Марше. Да. И вика слушај бре, вика ти од Македонија не можеш да следиш еврокомунизам, ќе ти изидат овие од Лјубљана, Загреб, поблиску се таму. А може да следиш евробалканизам. Дај вика земи го ти Пасок. Така. Добро вика Пасок, ама грчки не знам. Да. И вика па ја вика не знаев 49-та година вика кога студирав у Варшава. Ама научи полски. Па секој сабаре вика пиев кафе и читав Жечко. Да. Постполитика како се вика тоа нивното, па научи полски. Да. И така земав теза за Пасок на едниот факултет на политички науки, ја ваму земав, имаше некои 3 антимакедонски закони у тоа време, Пасош ги донесе. Па кај Ѓорѓевиќ тоа го работев. Меѓутоа испаднаат други проблеми. Татко ми само работеше, мајка ми се разболе, сакав неќе се врати во Скопје. А инаку факултетот кој факултет ми даде широка наобразба и широк поглед на свет. Може би поинтересно е кога бев на постдипломски, пошто ја бев единствен студент на тој смер меѓународни студии, современ социјализам, а имал 4 своји професори. Значи 4 лични своји професори. Тоа беше Бранко Прибичевиќ, кој ме шеташе те по Лјубљана, те на оној познат црвен универзитет у Болоња со него и уште тројца имав професори, така да тоа е отприлика тие белградски денови. Она што посебно што ви го истакнал тој период, тоа е дека стварно добро, тоа беше време пред 40 години, 50, колку има? Па да, 40 години. Белград беше поинаков. Таму буквално се информирав као човек, као зрел човек, да кажеме, со свој поглед на свет, со наобразба, со културно донесување. Зашто имаше свој Белград, имаше своја душа у тоа време. Да. И
Од тој период го памтам автостопот. Значи, зборот ми беше кога мајка ми испрати со автобус, немој да идеш со воз за Београд, демек А ти се врати опасно со ваму автостоп. таму, а јас се вратив автостоп. Значи сите пари се ги потроши. И тие 8 години ја цела Европа е прошла за автостоп. Браво. Така да тоа ми е тие луди студентски денови. И немаше концерт што не су бил на концерт у Београд, у Лјубљана, у Загреб, па у Виена, Ролинг Стоунс ги гледав и Френк Запа. Тоа се тие младешки денови. Еве, Па после се вратив во Скопје и Так. Еве, почитувани гледачи, од овој претходен исказ од вечерашниот гостин Свето Стаменов може да се заклучат неколку нешта. Првата дека тој, иако вели дека некои нешта му се случиле случајно, сигурно не било баш така, бидејќи нема случајни случајности, тој бил многу амбициозен. Како ретко кој друг, запишал и завршил 2 факултета, се запишал и на постдипломските студии, тоа не на едниот, туку и на 2 факултета. Бил номад, како што слушнавте, патувал и во Загреб, и во Лјубљана, и во многу други градови широм Европа. Но, велат дека каменот тежел најмногу на своето место, односно во својот роден крај. Може би е тоа судбина, некои велат за добро, а некои велат за лошо како проклетство. Секој да си се врати таму од каде што тргнал, таму каде што се родил. Така и Свето Стаменов се враќа во Скопје, во Македонија, и се вработува како новинар, бидејќи за тоа се подготвувал, за тоа студирал, во 1986 година во надворешно политичката редакција на телевизија Скопје како хонорарен соработник. Те влечеше посебно надворешната политика или? Па да. Да. Да, меѓутоа тоа мое влегување во тогашно беше телевизија Скопје, сега македонска телевизија. Да. Беше сосем случајно. Во тоа време, иако бев во Скопје, си ја подготвив таа магистерска теза, таа 90% е готова. И идевме во бившот ЦК, имаше некој меѓународно деление, кај што доаѓаат тие некои полутајни билтени црвени на тањук. Да. И јас секој понеделник одев таму да видам што има за нова запасок, што има ова, што има она. И случајно таму се погодува Драги Ивановски, тогашен уредник на Ивановски, да. Да, тогашен уредник на дворешна редакција, мој колега од факултетот, една-две генерации пред мене. И ми понудија да работам хонорарно, демек да заработам пари за да продолжам со постдипломски. Да. Ма хонорарот беше толку колку автобуска карта плюс цигари и тоа. Али тогаш беше тој период кога 85-86, посебно 87 година, пошто она предвестување на сочувувањето Југославија, те имаше убиство во Парачинска касарна, те Агрокомерц од Велика Клавеша беше ликвидиран и цело лето го помина буквално 62 смени во дескот на македонска телевизија и секој ден подготвав авторски прилог за дневникот, оној што е тоа беше први или втор, во 7:30 мислам дека одеше 19:30 и еден текст за третиот дневник или вториот дневник, како не ми текне се како беше, за околу 23 часот. И се уште не мислев да бидам новинар во тоа време. Значи, чисто онака мислев дека ете сега тука сум привремено. Дека си хонорарно и дека нешто ќе заработиш. Дека она За джепарлак. Ме заборави од воен одсек и сакав некој на 24 декември 1987 година завршил касарна во Сомбор. Потоа кога се вратив, веќе беше сменета ситуацијата во куќата. Месец дена чека да ме прими генералниот директор, тоа беше, мислам, Љубомир Јакимовски, ме прими. Ајде, Свето, ти како некој кадар, идеш во редакција емисија за странство. Така. Кај уредникот Љубомир Гајдов. Отидов доле, 9 месеци бев, и после ме префрли во дневната редакција на Македонско радио, каде што скапав до 2000 година. Буквално тепав смени, ноќни, утрински.
се погодивме 6 луѓе. Каде е најтешко? Во Дневна? Сигурно. Па не е тешко, тешко е седењето таму и смените се тешки, меѓутоа работата си работа. Меѓутоа тие 6 луѓе, ја испадам како демек сум најнеталентиран, не знам што беше работата со мене. Се некако на страна, се некако на страна. Кој работеше 2 години, потиде у друга редакција, кој работеше 3 години, потиде вамо, па некој стана уредници, беа уајден, па се вратија, па стана големи уредници, ми беа уредници, а исти колеги. И цело време, без да знам ја, у Радио Скопје се вртела приказната, демек јас сум дошол од Стајковци и Опинци, сум завршил средно тракторско Куманово и кој се случај ме примили на работа. Ја тоа го дознам 2000 година, односно дали беше 2001 година. Така. Една колешка од работа, Мира Косич, мојата другарка, вика, свето што имаш ти завршено. Викам, деве Миро, викам, толку години се знаеме, не да што имам завршено. И кој кажа што имам завршен, па вика, ти не си за овдека, ти си за дипломатија. Да, вика, му нормално држа точно, меѓутоа овдека не. Значи, и фактички мојата кариера као новинар, као почнува 2000 година, кога почна да го водам тој планинат радио вестник на Радио Скопје буквално секој втори ден. И секој втори ден водев и Радио 22, она емисија од 22 часов. Од тој период што е посебно карактеристично? Посебно карактеристично е што 91 година, кога почна распадот на Југославија, јас ќе дојам ноќна смена на работа, ќе дојам војна полиција, ќе ме собере, ќе ме носу касарна, 15 дена ќе дремам дека како резервист специјалист, ќе ме пушат 15 дена, пак ќе ме соберат. И еднаш избегав, пошто ми пукна филмот веќе. Седиш таму, ништо не работиш. Се вратив, избегав од буквално униформа, дојав на работа и на мојата тогаш не беше сопруга, Искра Чолович, покојната. Викам, да, Искра, викам, молим те, пишете некој писмо да ме ослободат. И она со тогашниот директор Чашов напишале писмо, со колегата Теофил Бажовски го однеле у трета командата на Трета армиска област и ме ослободија. Меѓутоа почна тие тајни мобилизации, му викам на Чашове, да, викам, праќај, брате, као воен репортер. Да, ти беше воен известувач. И па вика, свето, вика, ќе загинеш. Миста песен, дали ќе ме собере војската, дали ќе вам. И така почна мојата таа кариера, да кажеме, на воено репортерство. 65 дена во Хрватска. Па во Сарајево. Па во Сарајево, да. Во Сарајево 15 дена. И тоа е. Вака, сакав неколку прашања, додека пред малку говореше, сакав да те прашам. Прво, обично се вели дека се најнезадоволни и најнесречни новинарите што работат во деск, па дури и во дневната редакција, затоа пред малку прашав дали е таму најтешко, бидејќи тие не се подпишуваат. Односно, ние не знаеме кој стои зад тие вести што ги читаат спикерите, а секако дека ги работат наши колеги новинари. Тоа е едната работа што сакав да те прашам за работењето во деск, во дневната редакција, каде што новинарот не се подпишува, за разлика од авторските прилози емисии. Да. За среќа, ти покрај таа работа во дневна и во редакција и во деск, имаше своји пројавувања и во со авторски прилози и во авторски емисии. Сега има, пред малку спомнати, црвени билтени. Па иде малку кратко да им објасниме на гледачите што се тоа црвени билтени, бидејќи постојано се зборува за црвени билтени, ама и за црвени телефони, за црвени копчиња. Има ли црвени телефони, црвени копчиња и црвени билтени кои што строго се контролирани, строго се чуваат и нема секој пристап до нив? Па сега не ги викаме тоа што тие црвени билтени, затоа што тоа стварно кој билтени беа. Да, излегува наша пилографија. За црвени корици. Да, Тањок бивши, беше агенција, не знам, светска агенција. Пообично правеше прегледи на сите настани што се случува во текот на неделата. Меѓутоа имаше настани за кои даваше само кратка информација. Другото требаше да се прочита таму.
И тие беа наменети за повеќе за стручна, за луѓе што се бават со таа проблематика, да кажеме, на дворешна политика. И за дипломатите. И за дипломатите. Така да не беше тоа нешто страшно тајно или било што, меѓутоа ако си у тоа време се може да се претплатиш на тајно пати стига дома, меѓутоа ради финансиска средства и затоа и бев таму да ги земам тие. Зашто друго кај прочиташ ти веста, да кажеме на телевизија, ќе слушаш на радио или ќе купиш вестник, меѓутоа ако истражуваш, да кажеме тој пасак кога го истражуваш, треба да имаш поголеми информации. Апсолутно. Така да едно прашање. Имаш објавено книга Радиото како судбина. Да. Дали и новинарството може слободно да се нарече судбина? Велат кој ќе влезе во новинарството, од било кој профил да е, тешко ќе излезе. Некако тешко се напушта новинарството. Еднаш новинар, цел живот новинар. Тоа е една мачна професија. Па прашањето, дали Свето Стаменов сега, од денешен аспект, е задоволен од новинарството какво е кај нас во Македонија и воопшто дали има некое поле кое што му било желба да работи во таа сфера во новинарството, ама ете не му било овозможено и му останало како рак рана, да речем, како неисполнета желба. Види, Христо, ти на почетокот на емисијата рече дека ништо не е случајно, меѓутоа кај мене тој исто ми го вели и мојот драг пријател Васил Тоциновски. Да. Во животот нема случајности. Нема. Меѓутоа една работа, јас све она што сум го направил во животот и сите тие ситуации кај мене да се случајни. Значи никој пат не во животот не сум се определил ово ќе оправам, ово ќе оправам, ово ќе оправам. Така. Значи се зависело од моментот, од самата ситуација во која се наоѓаме. Например, пред правевме муабет, пред да почне емисијата, дека синој ќе заврши книга која уопште не ја планирав. Да. Тоа е книгата Господе благослови Македонија, посветена на Борис Трајковски. 20 годишнината од загинувањето на председател Борис Трајковски, кој уопште не ја нема никаков план за оваа година. Меѓутоа се случајна работа. Да кажеме 2007 година направив емисија, специјална емисија во свој на председателот. Тоа беше 78 минути посветена на Борис Трајковски по повод 3 годишнината од неговото загинување. Во 2009 година направив соедно со колешката Билјана Таневска специјална емисија Господе благослови Македонија. Исто 90 минути, кој идеше на 26 февруари 2009 година. Што се случи? Сега се случи на после 15 години таа емисија да дојде уредникот и да вика слушај Свето, ти имаш емисија која била 2009 година, дај да ја пуштиме за 20 годишнината. Не можеш да ја пуштиш. Не може. И седаме со колешката ја преработиме таа емисија. Фактички си направил микс, односно нова емисија. Нова емисија која исто нарекуваме Господе благослови Македонија. Да. 2009 година тие две емисии специјални ги ставиме на хартија. Така. И требаше да излезе книга. Исто под наслов Господе благослови Македонија, меѓутоа не излезе заради немање пари. Сега што се случи? Значи, после 15 години повторно се враќам на таа книга, која синоќа баш у 2 сат ноќте заврши и е спремна за печатање. Браво. Така да исто со новинарството. Велам, никој пат не мисли дека ќе бидам новинар. Излез сосема случајно, ако не отидев у цекал тогаш по тој црвен бултен, ако не го запознав Драги Ивановски, моја желба беше да бидам политиколог. Да се бавам научно со политикологијата. Посебно со тој период беше многу актуелен социјализмот како светски процес, тоа ми идеше и сакав со тоа се бави. Испадам да бидам новинар. Испадам да бидам ако не прв, меѓу првите војни репортери, пошто некои се јавуваат таму, па дури имаше една емисија пред 7-8 години. Буквално слушам човек кој се фали како бил Сарајево, како буквално каже мојата биографија. И јас дојам дома и мојата супруга Искра, покојна, вика слушај ти беше у Сарајево? Да, викам бев у Сарајево. Беше у Бристол хотело? Да. Беше ваму, па викам што ме прашуваш? Па вика гледам на телевизија што се пушта. Некој друг се фали се кити со туѓо перие. Така да мислам буквално идам на тоа, не знам што утре или оваа година планирам да кажеме сакам неќе мора таа книга да направам. Министерството за култура ја прими како населен проект Блаже Конески Македонски тестамент, тоа се 37 интервјуи што ги работе пред 2 години, 2021 година.
цела серија да направи по повод 100-годишнината на неговото раѓање, значи тоа мора сакам некој мора да го објави. Меѓутоа, меѓувреме испаѓа други работи со кои Да, ве разбирам сосема, бидејќи луѓето што работат, тие работат, а резултатите, односно плодовите од таа работа самите произлегуваат. И за разлика од нив, има луѓе па кои што многу планираат, многу скицираат, ама ништо не прават или само усмено кажуваат дека тоа и тоа, ќе го напишат или ќе го направат. Но, по овој ваш исказ, некои работи мене сега ми стануваат појасни. Значи, вашата животна од пределба сепак била политикологијата. Точно. И не случајно денеска Свето Стаменов е еден од најплодните публицисти кај нас, автор, најголемиот број ги имате сами сработено и подпишено, меѓутоа некои од вашите публицистички трудови ги направивте заедно со сопругата Искра Чоловиќ. Ова го кажувам затоа што во вашата биографија вие ми дадовте буквално, не фигуративно, буквално 15 страници биографија, која што скромно ја нарековте биографски нишки. Но, настрана вашата скромност, вие имате толку многу новинарски остварувања, толку многу публицистички изданија, толку многу аудио изданија, антологии и зборници, и се разбира имате добиено и значајни награди и признанија. Имате подготвено, приредуваште на повеќе книги, аудио книги исто така. Зошто ова сето го кажувам? Вие сте воркохолик, вие сте неуморен истражувач, не само новинар, туку и публицист, и она што е мошне битно. Во поново време, по последниве години, вие подготвивте и објавивте значајни изданија, книги. За првата македонска поетеса со објавена книга Даница Ручигај, објавивте неколку изданија и на македонски и на други јазици во странство, но исто така подготвивте значајна книга и за Блаже Конески, уште едно навраќање кон Конески. Понатаму подготвивте книга Разговори со Димитар Пандев за македонистиката отворено. Подготвивте разговори и со писателот Славчо Ковиловски. Што е ред и за вас се појави една значајна книга од Милан Јазбец, словенечкиот амбасадор во Македонија, Поклон пред бардот на македонскиот журнализам Свето Стаменов. Навистина вие тоа го заслужувате. За Даница Ручигај веќе кажав дека имате многу направено и се уште правите. Ја објавивте ова книга Даница Ручигај и книжевната критика. Кога би ги донеле сите книги, сите изданија што ги имате подготвено, оваа маса не би ги собрала и 5 вакви маси не би ги собрали нив. Но, вие ја објавивте и оваа книга, тоа е ваше најново печатено, објавено издание, Словенија и Македонија, калеидоскоп на пријателство и дипломатија, втора книга. Ова е втората книга. Да, првата не е да носам, пошто... Јасно, тешки се овие книги и за носење, а не за пишување и за објавување. Најавивте книга за Борис Трајковски, но јас сум сигурен дека вие подготвувате и многу други наслови. Ја најавивте книгата за Блаже Конески. Па сакам да прашам. Станува збор за многу голема енергија, многу големо љубопитство. Дали ве исполнува публицистиката двојно повеќе од новинарството, па токму затоа ова го правите? Па види сега... Новинарството троши некако, а не остава траги. Сега мислам, сакам да ти кажам претходните прашања. Да. Јас веќе одам не се чувствувам како новинар. Така. Значи, не се чувствувам, кога новинарството го дадов тоа се што требаше да го дадам. Да. И поминав на публицистика. Така. Затоа што едноставно човек доаѓа тие години кај што крече, чекај бе, што направи во животот. Да. Оти некако... А ова е тој резултат од таа работа и сега 50 и кусу книги имам, што мои, што компилацијски, што приредени книги, што... Тоа не е малку.
58 книги, тоа е голема бројка. И не знам, сега ќе ти кажам една ситуација за оваа книга баш, па ќе ти кажам и за Даница Ручига, како испадна. Значи, со публицистика се бавам од 98 година, кога излезе првата книга заедно со Искрен направивме Поглед врз старата скопска чаршија. Така. Тоа е една монографија која доживе 2 изданија. Па имаше една пауза од 10 години, па она што спомнати радиото како судбина таа книга. Да. И после тргна сите книги. Меѓутоа, во целиот период, јас само книгите ги правив и ги ставав позади во полица. Се додека не се појави мојот драг пријател Милан Јазбец. И вика, дај Свето, вика, што има за тебе напишано? Па вика, има многу текстови напишано за мене, што рецензии, што мислење, што. И човекот, дај вика, донеси ми тоа. И му прати во Лјубљана, он спреми книга. Тоа е оваа книга, до која што јас збор немам свој овдека. Има 130 текстови, значи рецензии, мислења за мене, критики. Човекот ја спреми година дена, ја подготвуваше и си спокарахме нормално околу насловот. Прво беше поклон пред свингата на македонскиот журнализам. Викам, каква свинга, човече? Па после дојде со наслов ја поклон пред бардот на македонскиот журнализам. Викам, каков бард? Пошто бард во Македонија се смета во негативна смисла, мислам. Ти секој сакаш да биде скромен, едноставен. Едноставно знаеме кои се бардови, сами се прогласуваат овдека за бард, викам, батари, викам, човече. Не, јас сам решил, пошто таа е моја книга, добро, окей. И еве, сега подготвува вториот том го подготвува. Значи тоа се текстови што се објавени последните 3 години за мене, ова е до 21 година. И он ми отвори очи. Што сум направил во животот. Така. Јас од таа што викаш ти ностоп работа, не ни гледам што сум направил, само ставаш книги. Ова е завршил, друга почнаш и време дојш на 2-3 книги. Така да ние тој малку почнав да јас семе да се ценам. За разлика од порано. Меѓутоа не се ставам ловорик, има кој да каже дали чини или не чини. А ова со Даница Ручига испадна 98 година со покоен Михо Атанасовски. Така. Мојот драг пријател и колега од работа, он беше уредник на детска редакција. Некој глупо време беше таму, врнеше некој дошт и седиме у кафана и сега нормална политика, ја политиколог. Расправаме лево десно, па поминавме на поезија. Ево, у моите студентски денови у Београд беше популарен Бранко Милковиќ. Да. И Свето, што знаеш ти, Бранко Милковиќ, толку знам ја. Вика, има нешто боле од Бранко Милковиќ. Тоа вика, кој вика? Даница Ручига. Кој е таа? Појма, човекот ми објасни, ја појма неам. Силен прилика, јас во библиотека работев на книга на Зоран Иванов, викам, да видам кој е Даница Ручига. И така испадна. И со супругата моја, објавиве 14 книги до сега. Да. Направивте многу за Даница Ручига. Така да... Сакам да кажам, многу ми е драго кога има и вакви скромни личности, кои што не сакаат да ги нарекуваат бардови и кои што не го поддржуваат тој веќе денес многу масовен правец бардизам, зашто сите некако сами се прогласуваат за бардови, сакаат да бидат бардови, а често не се ни бардачиња, а не бардови. Но, сепак, Свето Стаменов за својата новинарска и публицистичка работа ги има добиено највисоките признанија кај нас. За новинарство наградата Крсте Петков Мисирков, а за публицистика наградата Мито Хаџивасилев Јасмин. Сепак е ова едно признание, иако лично не мислам дека на било кој новинар може некој да му се одолжи за неговиот секојдневен, а посебно би го нагласил дневен ангажман, бидејќи новинарот не спие. Од тие 24 часа тој постојано мора да е буден, постојано мора да следи настани, постојано мора да биде медиумски присутен. Но, за среќа, во поново време, како што и самите вие, почитувани гледачи, слушнавте, Свето Стаменов е се повеќе публицист, иако Свето, бројката на интервјуа што имаш направено со значајни македонски и странски личности е повеќе од 3000. Па тука некаде. Тоа не е мал број. 3000 интервјуа, тоа се книги и книги, томови и томови. Мислам, тоа е
многу труд, многу време, сериозен ангажман. Еве добро, бидејќи доаѓаме до самиот крај на емисијата, јас ќе ве замолам во ова наша така наречена отворена книга да ни оставите автограм со еден од овие фломастери, одберете си Јас боја. сум плавиот. Со синиот, еве. Овдека напишете го вашето име и презиме, значи Свето Стаменов, во горниот дел. Во долниот дел ќе го напишеме денешниот датум. Тоа е 11. овде, 11.3, значи 11 март 2024 година. И овдека, во овој дел, една ваша мисла, една ваша порака што ќе ја подпишете, што ќе оставите како трага. Новинарот цел живот истражува и цел живот размислува. Може да биде и збор, може да биде и реченица, може да биде и сентенца, може да биде и мисла, може и наслов да биде на книга. Кажа, пред 2 месеца почина мојата супруга исклучуваш. Да, И сочувствувам. сите мои мисли таму се упатени. Таму се упатени. Да, Напишете, слободно напишете тоа што чувствувате, слободно, тоа е ваша мисла, ваш исказ. Може? Може, слободно. Значи, тоа ми беше терачот се да го постигна. Еве, почитувани гледачи, нашиот драг и почитуван гостин, Свето Стаменов, напиша ми не достигаш многу, ангелу мој, и се обрати на неговата неодамна почината сопруга Искра Чолович, која што беше избореден спикер во Македонското радио, кој порано се нарекуваше Радио Скопје, но не само спикер. Таа беше и публицист и таа е коавтор, односно автор на голем број од овие заеднички трудови со низиниот сопруг Свето Стаменов. Свето, еви со рака да ви честитам за се досега што имате колку испаднав постигнато. Тоа што бидејќи како новинар цел живот прашувам. Сега мене вие прашувате, јас не сум многу по зборењето, па во едно што кажав. Па да, јас дури си помислив во еден миг додека разговаравме, Свето Стаменов сега малку и самите да видите како е да одговарате, не само да прашувате. Точно. Ви благодарам уште еднаш. еднаш. Благодарам јас.